По близина на Струмица, околу 10 км пат северозападно од градот, искачувајќи се по вијуглавото патче на селото Вилјуса, застанувате пред манастирската порта, внимателно поминувајќи низ портата, влегувате во еден прекрасен простор. Ова тека урај. Како е? Урај. Слушајќи водекот од сопствените чекори по камената патека, во душата изненадено ја чувствувате благата источна светлина, мирисот на богатите крошни на дрвјата, мирот кој како развидовче започнува да навлегува во секоја пора на телото, оаза на тишината. Прекрасно уредено зеленило во кој доминира древната црква, која како кралица на илјадогодишно сведоштво раскажува за себе, сместена над карпестото плато на Вилјуса и Слоничкото поле. Манастирската црква, во ведение на Пресвета Богородица Милостива Елеуса, е единствен присутен сведок за промените што манастирот ги доживеал од почетоците до денес. Изградена е во 1080 година, во својата основа е 4-кохална, со осмоаголна купола, како ретка градба од ваков вид во Македонија. Како и пред 1000 години, со доаѓањето на преподобниот Манил од Светагора, така и во 1995 година со доаѓање на монахот Наум од Светагора од манастирот Григоријат и неговата хиротонија за струмички митрополит, започнува монашкиот живот во овој манастир. Денес Велишката обител ја сочинуваат 10 монахини од различни национално потекло. Восстановениот типик е обстежителен со акцент на практикување на Исусовата молитва. Посетителите и гостите во манастирот имаат контакт само со сестрата гостоприемник, додека останатите сестри за време на своите послушанија го негуваат молчанието и постојаното кажување на Исусовата молитва. Додека се случува молитвениот мир, монашкиот дел не е пристапен за посетителите, кои пак со евангелско гостолюбие се почитувани во гостинскиот дел. Манастирот разви самостојна издавачка дејност, сестринството се грижи за уредување на официјалниот сајт на Македонската православна црква и во шивачката работилница се изработуваат уникатни одежди и други рекотворби. Има монашки конаци, трпезарија, библиотека и параклис посветен на Свети апостол Павле и Свети Григорий Палама, кој во 2002 година беше прескописан во сестринството на манастирот. Со себе понесовме дел од мирот и благосостојбата на овој историски и духовно значаен свет манастир. На твојата тајна вечера донеси на Божи. Прими ме за учесник, зашто нема да ја откријам тајната на твоите непријатели. Цели како Јуда, но како разбойникот не изолена. Спомни си за мене, Во царство